Низ дебатата низ парламентот јас и верувам и ќе видиме сите дали тоа мнозинство постои или не. Знаете дека нема да дозволиме нешто да се упропасти. Иницијативата е таа, ние разговаравме со многу пратеници, лично јас разговарав, пратеници најповеќе разговараа со пратеници и видовме дека постои една убава прогресивна маса на пратеници која што секако е доволно сериозен мотив и причина да ги отвориме постапките, како што вчера тоа владата го направи. Овие денови веќе парламентот, се надевам брзо, ќе закаже уставна комисија, за да може да се отвори дебатата. Јас очекувам и низ креативниот дел на пратениците, преку уставната дебата, да се создава атмосфера, благопријатна за сите, за да може да се и формира тоа двотретинско мнозинство, кое што по природен пат би требало да се формира. Зборувајќи за тоа, морам да ги отстранам сите шпекулации, кои што надвисна над главите на многу пратеници, за некакви пари, за некакви не знам какви незгодни состојби или слично. Реков уште од првиот момент, ова мора да оди во благопријатна атмосфера, во атмосфера на понесување на одговорност и одлучност за едината на Македонија. Ако сме навистина за НАТО и за ЕУ, еве сега институциите, низ парламентот ќе треба тоа да го направат. Владата вчера тоа го направи. Е за НАТО и за ЕУ. Сега е парламентот наред. Граѓаните го направија на референдум со преку 91% од оние што одлучија на консултативен референдум да дадат патокас на Македонија. Сега се пратениците наред. Јас верувам во инклузивен процес, во интегрираност внатре на сите, дека ќе доминира прогресивниот дел, така да го кажам. Таа е дебатата и во Европа на прогресивен и ретрограден дел на институциите, така и ќе се случи во нашиот парламент, верувам. Дали ова значи дека до денот на првото гласање нема да се знае дали ќе имаме 80 пратеници кои ќе гласат за уставни промени? Сето друго, еве мене ако ме прашате, можам да верувам дека имам, може да верувам дека немам. Можам да верувам дека имаме или дека немаме, но на крајот тоа треба да го провериме, така треба да се потврди. Јас верувам дека тоа се повеќе и повеќе ќе биде изразено. До сега е само доволна причина да веруваме дека има и влеговме. На комисиите и дебатата, тоа уште повеќе ќе биде видливо, веројатно, дали има или нема. Значи се повеќе и повеќе ќе биде видливо и на крајот ќе биде на актот на гласањето потврдено дали постои или не. Она што мене ми е важно, сите да се носиме со сериозноста на одговорноста која што е исправена пред нас. Таа одговорност е пред се пред граѓаните, таа одговорност пред се пред државата. И таа одговорност е првата и примерна одговорност која што сите ја имаме. Јас апелирам до сите политички чинители, до сите учесници во процесот, да се носат со нивото на историската одговорност која што е исправена пред нас. Убеден сум дека низ пријатна атмосфера, низ инклузивен процес, интегрирачки процес внатре во самиот парламент, ќе испратиме уште еднаш позитивна порака пред се до нашите граѓани, но и до сите пријатели, каде што сакаме да припаѓаме, тоа се земјите членки на Европската унија и НАТО, дека ние сме зрело општество кое што знае каква ни е еднината и дека практично докажува дека е навистина за НАТО и за Европската унија. Оти сето друго би било само гола флоскула, политиканство, дека сме за НАТО и за ЕУ. Еве сега моментот да докажеме дали сме за НАТО и за ЕУ. Се исцрпи, се издебатираше, се гласаше, се заврши и сега треба конкретниот чекор да го преземеме. За мене, секој пратеник е еднакво важен, без разлика дали припаѓа на власт или опозиција, дали од доминантната македонска заедница, од албанската, турската, ромската, влашката, било која друга заедница. Сега гласот на пратениците ќе определи иднината на Македонија. Советник на СДСМ од Куманово вчера на социјалните мрежи напиша дека се обезбедени над 80 пратеници за изгласување на уставните промени. Како го коментирате ова? И уште едно прашање, денеска Меѓународниот монетарен фонд излезе со значително ниска проекција за раст на БДП од 1,6%, исто ова како го коментирате и дали остануваат проекциите од 3,2% БДП до раст на година? Еве на второто прашање, прво немаме никакви причини да се откажеме од проекциите, затоа што имаме раст во второто полугодие, го очекуваме растот во третото полугодие и тоа ќе биде истовремено така, ние остануваме на 3,2% раст и ги имаме сите практични причини за тоа. Веројатно знаете дека меѓународните институции кога се јавуваат ретроградни процеси, еве сега дали ќе се гласа или не, се песимистички ориентирани и така ги кажуваат своите коментари. Кога целото општество било заедничко, сплотено и давало оптимизам, тогаш и тие биле оптимистички ориентирани, така да остануваме на проекциите од 3,2%. За советникот од Куманово можам да кажам дека нема блага врска. Ако јас не знам, како тој би знаел. Ако знае нешто, треба мене да ми каже. Значи,
Затоа што процесот не се случува на математика и бројки. Процесот е во разговор, преку мотивација и определба за одговорноста која што имаме. И на крајот го почнувате практично. Вчера започна практично. Тој процес ќе се случува во парламентот и јас верувам дека тоа ќе изнедри поголемо мнозинство од 2/3 или 2/3 мнозинство, кое што ќе биде сосема доволно да за првиот наврат знаете дека се утврдува потребата од уставните промени. Тоа се гласи. После се изработуваат уставни амандмани кои што низ комисиите, јавните дебати и се, па доаѓаат на гласање во парламентот. Тоа председателот на парламентот ќе одлучи. Јас сакам да биде денеска ако може. Ама не ме прашува мене никој. Тие ќе одлучат денеска, утре, задутре, не знам, задутре е празникот. Секако ќе одлучат. Зошто? Велам сакам јас уште денеска ако може. Деновите ни се броени. Знаеме дека во Грција следуваат парламентарни избори за Европскиот парламент, а кампања веројатно април почнува, така да правејќи математика не треба да се играме играчки со деновите и да ги трошиме така непотребно. Многу верба влегувате во овие престојни уставни измени, значи ли дека се откажувате од опцијата предвремени парламентарни избори? Не. Рековме уште во самиот момент, соопштувајќи ги резултатите. Се што можеме ќе положиме надеж на парламентот. И ние правиме се. И тоа го правиме, фала Богу, во една пријателска атмосфера. Разговараме стварно со луѓето. И ќе продолжиме да го правиме. И ќе правиме се. И ќе покажеме и ќе докажеме се што знаеме и можеме. Овде да направиме заедно сите. И на крајот, ако успее, супер. Ако не успее, нека ми каже некој што. Ако има нешто друго освен избори, јас сум спремен да разговарам за тоа. Затоа што нема ништо друго освен избори, преостануваат изборите ако не успее да се обезбеди 2/3 мнозинство за гласањето на уставните промени. Така да, јас сум оптимист и сум релаксиран. Македонија го живее времето, убаво историско, каде што граѓаните имаат можност и право да одлучуваат. Одлучија. Сега, вчера владата одлучи, сега парламентот ќе одлучува. И тоа е убаво. Ќе го ставиме процесот, нека дише, нека се случува, нека се одвива. Назад враќање нема. Затоа што нема и алтернатива, нема друга опција. Таа опцијата, интеграција во НАТО и во Европската унија и ќе одиме во тој пат.